Добар ден, како сте? Се надам дека сте добро. Јас сум одлично и по наредбите што ги примивме од големото така, имам да ви кажам нешто. Дали го имам кажано вицот со тројцата генерали што биле? А? Го знаете? Ајде, кажете ми дали го знаете или не го знаете? Да. Го знаете? По-добро не ви го кажам. Толку чим го знаете, значи нема ништо. Нема шеги, нема вицои, нема ништо, се помина, се толку е, све крај. Сега ќе ви кажам дека добро дојдовте во неделното издание на Шопска шоу со Томче, а тука сме за да дознаеме со кои специјалитети може да се нагостиме во новиот објект на националниот ресторан Меана, Корнер Бабацана. И сега кога станува збор за Бабацана, се наоѓа на 3500 метри квадратни, како што ви кажав, и повеќе од тоа. Па кога ќе дојдете на влез, па тој пише Бабацана, Корнер. Па улазаш тој, па само што ќе влезеш пред многу големо огледало. Па ја не може да се откачувам, гледам го огледало, викам, види, од куде го знам овој човек, колку е симпатичен, така колку убаво изгледа. Викам, чекај да го снимам, викам мој телефон, викам, тоа сум ја, викам, чекај, добро, викам, не се препознав, викам, видиш убаво дете, викам, од друга страна. И бидно што бидно тоа, после тоа влеговме внатре, се видовме по втор пат со Тони. Здраво живо Тони, како си, што приш? Добро си, одлично. Повели вика внатре да го видиме и вториот дел, односно затворениот дел вика од Корнер ресторан Бабацана. Добро, викам, супер, дај да видиме за што станува збор. И влеговме и тука не пречека, па имаат убава атмосфера, па имаат 2 или 3 винари со кои што малку соработуваат, па има винотека, значи сталажи со вино, па прекрасно, па имаат можам само да ви најавам дека тоа што го зборевме во однос на пршутаната, дека наскоро ќе можеме да го видиме во целосно издание, значи Томче колегаш ми кажа, види во пршутаната, таму иди тамо сечко, сечко на так. Ням. Тамо отиди пробај. Што тука си за? Ама и тоа ќе биде. Се договоривме да отидеме и пршутаната да презентираме таму 8 години поред. Значи има пршутана кај што се зреат цели бутови на месо. Сакаш јунешко, сакаш прасечко, сакаш овца, сакаш јагне, све што сакаш се има. И како се зрее? Прво 12 дена иде на тивка, чат малку нешто ладен, чат до 35 степени, а после тоа се става под услови, 15 месеци мора да се зрее, за да биде убаво за 15, кој ќе чека 15 месеци? Не вика, немаш потреба да чекаш, вика, имаме ние од претходно спремно. Викам, добро, викам, се засекира, викам, кај ќе чекаме се 15, сега ќе снимаме, па после 15 месеци. Тоа дете ќе напуни како години и пол ќе напуни, да беше дете, години и пол ќе наполнеше. И едно од следните издания ќе биде тоа, меѓутоа можете да видите помеѓу сталажите со вино дека има таму ставени бут таков огромен, голем, дека тој чека само да биде отворен, да биде отпакуван и да почне да се конзумира, дека има прекрасни убави содржини, дека може да се организирате свечености, може да се организирате еден куп прекрасни убави работи. Вие само треба да си замислите како сакате да биде, дали сакате да биде со шатор надвор, да биде внатре, да биде со музика, да биде весело, да биде радосно, да биде убаво, или сакате може да потивка атмосфера, поубав момент, имат и може они да ви организираат, имат и кетеринг, што нема. Ама ќе да знаете се, недела за џабе не кажуваме дека е ден за ручек и не е недела за џабе ден кој што го пуштаме колегата Томче да отиде и да раскаже што е тоа што може да се види на локацијата на која што овој викенд е наша гастро дестинација за нашата гастроавантура. Па, што ме тоа така, јас од режија би посакал сега да видиме каде отиде колегата Томче, куде отиде тој Томче, што се пробаја, што све едеа и како си поминаа и што се вкусија и како беше тој на едење после тој. Што ќе се пофали, што ќе каже. Вие гледајте и ќе се насладуваме ја од оваа страна, вие од таа страна на екраните, ќе се насладуваме, он на терен си лапа, си мцка. Ако колега, ако може ќе ти текне некој ден, па ќе донесеш и да видиме и ние како тој изгледа, нели? Не сак дека ти кажуј, а, него кажуј ти ќерко се ти се снao, ајде, знаеме како иде тој мовет. Шопска шоу. Томче. Ти се погоди во саботата муабетот со Тони, нели? И се колку чекаме се Бајлево? Треба да дојде, да, треба да дојде. Да почнеме, неделното издание да почнеме. Ама каде има ли некој? Ајде да видиме дали има некој.
О, па вие сте тука веќе, ја па викам да снимам со камера, видам каде сте вие, дали сте дојдени присутни, а вие тука сите и седите вака гледате будно. Па што ме таква работата? Јас да ви кажам дека имам, чека да исклучам телефонот, доволно беше ти, после ќе се видиме јас и ти. Така. Сега да ви кажам дека во неделното издание на Шопска шоу со Томче мора да влеземе внатре во другиот дел од ресторанот, зашто има уште еден ресторан има. Надворешниот дел е огромен и убав за гости, за свечености, за еден куп работи, меѓутоа какви свечености се организираат? Дали се организираат свечености и во затворениот дел, затоа што па таму има винарија, па таму има во излог еден убав бут, тој што зрее 18, не, како беше 8 години што зрее од 2018. Значи има еден купово интересни работи кои што треба да продолжиме да ги раскажуваме, бидејќи приказната тука за Бабацана корнер и за националната меана во Старо Нагоричане не завршува. Па ајде, станете сега полека и по мене, внимателно, полека тука покрај сите цвеќиња и да се придвижиме кон натрешноста на ресторанот, за да можеме да ги покажеме сите оние обеви интересни работи кои што ги има, бидејќи недела ден за ручек, да не кркорат мешлачињата, да не седиме гладни, да покажеме со што се гоштеваат луѓето кога ќе дојдат тука во Бабацана корнер или кога ќе дојдат едноставно во ова прекрасно убаво место, во кое што е национален ресторан Беана. Така го погодив од прва. Ајде по мене, да не мешлачињата кркорат, да не слушаме кркорање или некој да биде гладен, веднаш по мене да ги заситиме и да ги задоволиме нашите апетити и вкусовите кои што денес ни бидат презентирани. Ајде. Слушаме дека идеш и сега јавлението веќе спремно да не чекаш како да појава. Овие се експерти, спремни сте. Браво, одлично, благодарам. Од кај знаеш ти дека ја идам од ме осети дека ќе дојдам пак. Значи каде што има вкусна храна, каде што има убави специјалитети, не може да не дојдеме ние. Значи самото си повлекува. Секогаш се враќа, штом пробате еднаш више самото си повлекува нога после тоа да те тера пак да дојдеш. Денеска ќе правиме мовет и ќе разговараме едноставно и ќе направиме мовет и во врска со јадењето, затоа што ти веќе си одбрал специјалитети што ќе бидат едноставно презентирани и покажани. Јас би те прашал прво, мене ме интересира дали сте отворени за свеченост и организација. Дали сте во однос на организирање на одредени забави, свадби, крштевки, венчавки или друг вид на свечености, матурски нешто. Дали сте отворени за соработки и како иде процедурата? Дали ако некој рече, слушај, Тони, може ли вие да ни организирате све, ние само си идеме како гости? Дали постои таа опција или они си организираат или опцијата само овие се организирате све, ние ќе ви го изнајмиме просторот? Не, значи сега поготово на ова место, бидејќи е огромен простор од околу 3000 квадрата, со два ресторана, едниот натрешен, другиот надворешен, со покриена бавша, со отворен простор, значи од секогаш сме биле, меѓутоа во помал обем за веселби, приеми или било која свеченост на веселба на расположени. Сме расположени за тоа, односно можеме да одговориме на секаков тип на настан. Значи, баш е само да дојдете, да, ние сме единствени регистрирани како ресторан, регистриран за кетеринг. Со своји собствени возила, со свое собствено производство, значи можете да понудите и слушај, може да направите кетеринг, можеме да ви направиме кетеринг. Можете ли да организирате свирка забава, можеме да организираме и свирка и забава се. Дали може матурска да ни организирате, може да ви организираме. Може ние да си организираме све да дојдеме, може и таа опција варијанта. Како сакате така, значи зависи од гостинот, односно муштеријата. Сакате тука ние да ви направиме, сакате во ваш простор. Меѓутоа најубаво е најдобро се снаоѓаме во нашиот простор и така и греате се да се искористи овој новиот убав простор, мавато 3.500 квадрати. Да, овде е прекрасно, значи може дури и природа и интимно и убаво и зелено и со сите нишани коктели приеми. Да. Значи овде во внатрешниот дел може да организираме семинари, тимбилдинзи. Така, браво. Веќе работите со производство на собствени производи од месо, кое што вие од луѓе кои што се одгледувачи, значи од органско производство. 3 месеци сме регистрирани како прва македонска пршутана, значи со собствено производство. И сме у завршна фаза на еден проект кој што се вика од отпад до органска вредност. Значи у нашата пршутана сите тие нус производи, коски, жили од месото што го преработуваме за нашите производи, ќе се прави биоđубливо. Така да ќе видиме со нулта отпад. Не.
Паштета се прави, ама паштета правиме ние од месо. Имаме и паштета правиме. Така. Имаме обезбедено дробилици за коски, експрес лонци огромни кои што ќе се варат тие наш производи. Веќе се произведува, после се суши и се добива биоѓубриво кој што е изворено за земјоделски производи, за хортикултурно. Супер, одлично. Значи имате идеја која правите се движи? Пршутаната ни е замислена како транспарентно производство. Значи ќе бидеме можеби единствени на Балканот, односно во овој дел на Европа. Пршутана со транспарентно производство, со можност да доаѓаат луѓево и да се директно на лице место запознаат со како се спремат овие производи што ги. Да, ама сега му раскажеш приказната што треба да раскажеме следна прилика мовата. Само да ги чепнеме сега само да напоменеме дека да. Така, што вика Паланчани нехте копки. Така. Нехте копки мало да испадне за да имате кој ќе се спомни дека сме во емисија пак Тони и јас, да речете: знам зашто за пршутаната што зборам што правам мовата. Што најавивме. То прво имаше да кажеме. Така. Во однос на ручекот, што е тоа што покрај ова што го имаш избрано тука на маса што ќе го презентираме и ќе го демонстрираме и ќе го едноставно вкусиме, што е тоа што може да се да понудите во однос на ручек за сите оние кои што ви се посетители, кои што ќе дојдат и ќе ве посетат? Бабацана Корнер е култно место веќе. Не можеме да кажеме дека е нешто што е. Имаме огромна палета на производи. Значи од готвени јадења, селски меса, муќкалици, печени меса, фурна на дрва, значи подготовки за скара, значи се тоа наше производство некако што да не се повторам. Салати, тука сме баш јаки, значи имаме 10-12 врсти на салати. Браво. Меѓутоа за денеска одбравме тоа што не е најекспонирано и по кое сме препознатливи. Така. Што е тоа што имаме денес на софра? За салата одбравме нашиот фаворит, односно брендот наш бабацана салата. Браво. Која што е сервирана во корпа од лекче, печено. Марула, зелка, значи разни врсти на зеленчук со зачинета со пак ќе кажам, значи домашни автохтони зачини со дресинг од маслиново и како се вика ова балсамико и додадено нашата домашна пршута, препечено лепче, кубети и галички кашкал со сусен шебоска. Браво. Тоа е фаворит, значи нема кој не ја пробал, повторно секогаш кога ќе се вратат, прво тоа нарашуваат бабацана салата. Така, ќе го започнеме со тоа и нашето дегустаторско рели, односно ќе почнеме нашата дегустаторска авантура, гастрономска авантура. Да, се почнува со салатичка нормално. Така, мене ме интересира сега, а после салата, со што би почнали? Би продолжиле со кумановско зелјанче или пак со... После салата, со едно готвено јадење, тоа е традиционално селско месо. Значи, во котле? Да, во котле месото се третира на скара, од 3 врсти на месо се прави. Така. Јунешко, пилешко и свинско. Со додаток на печурки. Сето тоа се составува и се подпечува у рерна. Како сос се прави на тоа? Сос, тоа сакам да го кажам, значи ние сме единствени што ние сосовите сами си ги изработуваме. Значи со многу зеленчук, меѓутоа основа на секој наш сос е јунешка коска, печена во фурна, потоа се вари со многу зеленчук, така да сршта што. Коскената срш, убавото. Што Покрај тоа што е вкусно и здраво за јадење. Токму така. За да не фрламе пари по колаген и желатин, колаген, ете. Дојдеш мало си казаш. Една желатинска колагенска терапија, ако можеме да селско месо угрне. Да, селското месо е баш така. Тони, веќе кога сме кај специјалитетите на куќата, што се бабацана е салатата што е препознатлива. Ова е кумановско зелјанче. Кумановско зелјанче, оригиналниот рецепт на кумановско зелјанче, кој што нашиот покоен мајстор Салек Мураз го има измислено. Значи тоа е смеса за кебапи, исклучиво од јунешко месо. Така. И тоа месо од прва категорија и втора категорија се става. Така. Мелено,
со додаток на зеленчук, печена пиперка, хромич и така. Мене ме интересира дали клучни пиперки се користат. Обавезно. Нема кој шофер без толчени пиперки. Поготово у Куманово на 100 варијанти. Да. Суви, печени, варени, Така. лупче, пиперка, основа. Ништо, да започнеме нашата дегустација, Тони, да започнеме да ги дегустираме оние убави работи кои што се принесени тука на маса, на трпеза и да не доволекуваме, бидејќи знам дека ви како родне шлачијата сакате да знаете колку е се тоа вкусно. За момент стрпете се, ќе биде. Еве ги еден тип на месо, втор тип на месо и се разбира овие ќофтенцата што се. Одлично иде Одлично. свинска картина од прва категорија, Така. од бутче или од филе, јунешки биф Така. и пилешки стек. Пилешки стек и сосчето си го правите вие по. Сосчето е наше, со додаток на кетчуп, зависи кој како милува, ако сакаме Така. со вргањ правиме, некој со шампинјони и така. Така. Значи може и ова да биде комбинирано во зависност од тоа како посакуваат гостите. Да. Така, еве да видите внатре колку е подготвено. Значи на кој начин е подготвено месото. Да. Да видите дека Топчина од Сето тоа е. Топчина. Да. Парчиња јунешко, парчиња свинско месо и парчиња и топчиња од мено на месо. Да. Ако некој сака пилешко, додаваме и пилешко. Токму така. Има опции за пилешка варијанта. Меѓутоа, Па да, оние јас што ми направил сега, која комбинација би ја направил, бидејќи рекол дека ова лепчето од Хенда е здраво лепче. Ова е тој леп што држи, што го правила баба у фурна, само што е мала варијанта. Вообичајно јас имам среќавано по село, значи леп, 3 кила леп. Да. Ова јас сакам, обожавам кој ќе се погодам у ситуација кај што има нешто што може да се мацка, да мацнам. Ако не Останало мацнеш, дете, па не мацнеш и што го да не си јадам. Како да не си јадам, викам, ако не си извадаш со рацете, не се направиш лом или не си слегаш, како да не си ставил, седнал на трпеза, како да не си јадал. Тако е. И ова ме мене наумине на дел и кој ќе ми види дека мацкам луѓе, вообичајно мислат дека немам за јадење, вика да ти донесем уште. Не бе, викам луѓе, мене ми е омилено ми е мерак, ми е кеф кој ќе мацнеш. Како да ти кажам, учествуваш во јадењето. Значи, уште една убава приказна, уште една убава комбинација, значи селско месо во бабацана е комбинација која што има и сопствен сос, која што има 3 вида на различно месо и која што може да биде направена со срна, ама ако чутите ако не кажувате. Може да биде направена со пилешко месо ако побарате, и со вргање или со шампинјони, но и дозова за срната. Исто како да не сме зборели, исто како да никој не знае ништо. Нема да направиме и дивеч. Соработуваме и со ловиште Камакшалан, така да... Меѓу кланица за такво месо, така да нема проблем. Така. Аз сега да пробаме, пред да поредеме на зелјанчето, јас би сакал да пробам од ова колбавчето што е домашното. Па со сенф, тоа како ќе биде? Тоа ти е стара кумановска рецептура, значи скараджиска кобасица. Ова е Така. варијанта, значи свежо. Има и чадена. Меѓутоа, ова не е. Ова е свежата варијанта која што се сложи тука, која што може да се добие, значи вака на... Директно се третира на скала, значи свежа. Ама вака во вртлоче се добива? Така го сервираме, меѓутоа се знае у париде. Да. Домашна кобаса. Ова е стара кумановска, значи скараджиска кобаса. Не, осте ми чинијата, мене убава ми е малата вака чинијата, си има мрсничка, си има подлога убава, да личи како што треба. Ова е исклучиво свинско месо. Така. И ова претпоставам дека е со свинско црево, наполнето... Полнета е во јагнешко тенко црево. Така. И ова обичајно се става додаток. Чадената, пошто е по-широк, она се полни во свинско црево. Ја тука би земал вака малко сенфче. Јагнешки тенки црево се. Браво. Од кој се прави кукурек?
Дето од стара мајка си знае оно што се прави, како се прави, каде се јаде, како се Добро, јаде. некад ќе дојдеш кукуреки. И кукуреки ќе правиме. Име за лък. Име за лък, да. Браво. Оно е вкусна месо, подготвено, направено во црево, меѓутоа, оно е вкусна месо кое што порано можеме да го сретнеме кога ќе јадеш во село, кога ќе отидеш и кај баба, кај дедо, што викам како кај баба. Како улуче кај баба. Значи, малку залучено, малку прасче, малку лукче, малку зачини и претежно месо. Или моментов е сецкано поситно, или Чадената варијанта ја поставено. правиме со сецкано месо. Ова е меко. Многу убаво, браво. Браво. Значи, навистина тука за тие што се моја генерација или помали од мене некоја година, да се почувствуваат сакано и убаво и да го почувствуваат кога го вкусуваат јадењето, да почувствуваат љубов, која што или да ги евоцираат спомени кои што им се случиле моменти кои што им се повторуваат од детството, од детството. Како кај баба кога биле на гости, кога кај дедо кога биле кога му спремале јадење, кој подготувале. Ја викам, не можам да заборавам од сабајле, ти дојдеш кај баба, ти до сабајле ти рече, сакаш ли да правиме јадење? Сакам, баба. Сак ќе отиду до кокошки, ќе отиде кај кокошки, ќе земе таму, ќе направи јајца, ќе спржи, ќе нади лале, ќе направи бакардан, качамак ќе сврти, па ќе направи, немаше нели кисело млеко. Па ќе се подкиселеше, па ќе стави у големо такво пластично, па ќе го врти со воду, ќе го направи матеница, па ќе сипе, па пие сите. Убавини. Тоа се македонските денови кои што беа полни со радост, полни со жагор, со кеф, со мерак и кои што едноставно на многу генерации мислам дека му евоцираат спомени и посетуваат на убави моменти поминати од детството. Штета што нови генерации не можат тоа да го доживеат, да едноставно да го видат, ама се надам дека преку ваквите чувари на традицијата на традиционалните македонски јадења, дека ќе дојдат и ќе осетат барем 50% тоа што ние сме го имале како детство кога сме пораснали, кога сме растеле. Прекрасна колбасичка. Прекрасна. Браво. Љубо подпеченка. Не треба да сецкаш. Малце само да шошите згариче и одмah е спремна за конзумација. Браво. Ајде, спремен сум јас. Одмah. Не јадам многу кајмак јас. Нема да ми ставаш многу, ќе го изедам целото. Ајде, веќе го си запнал, сега стави. Стави кајмак, за ти става малку кајмаче. Кај се става малку кајмак? Еди месо, еди кајмак. Браво. Па. Дела? Ти малце повише стави. Па за ова, за да мацнеш, за да имаш кај да мацнеш. Леле, како што може да видите, значи, еве ќе покажам како се подготвува, значи, мененото месо тука во Бацана Корнер, во национален ресторан Меана, кој што се труди да ги чува и да биде на браникот на традицијите, традиционалните македонски јадења. Мерако. Заедно со. Луѓе, нема ништо побаво на овој свет од македонска кујна. Убаво подготвена. Јас верувате дека не можам да си ги заситам своите апетити и вкусови. Кој ќе се најдам во ваква ситуација, во вакво друштво. Ова може да го оставиш после сат, 2 сата или утре да вернеш исти состав, исто се. Веќе чисто месо. Браво. Малце солца. Ја го обожавам и ова. Кромичето сецкано. Скара без кромиче не иде. Љута пеперка и благ кромит.
Уште една прекрасна комбинација, значи убаво сервирано на даска се како што треба. Значи никоја басичка убаво сервирана со помфрит, со даток, со кромиче, со сенфи, со младо кромиче и со сецкано стар кромит. Исто и кумановското зелјанче, исто и ова што е балацана салатата. Убаво, за кој ќе го видиш да ти привлече око, да привлече внимание, меѓутоа не само тоа, него едноставно самите состојки прават да изгледа вкусно јадењето, марулата си го додава своето, зелката своето, солта своето, патиџанчето своето и едноставно комбинацијата после тоа испаѓа феноменално, прекрасна. И најбитно се е дека после не ти е тешко колку да јадеш. Тоа сакам да кажам, дека без разлика што и делува вака од страна дека е големо, дека е масивно, дека е ручек за голем едар човек да може да се наеде и после тоа да не може да мрдне, ама не е така работата. Работата е што после ова имате сила и не чувствувате никаква тежина да не можете да се движите. Што баш мене ме радува бидејќи не е тоа секој пат со сите јадења што ги вкусуваме и што ги јадеме, затоа што најверојатно производите кои што ги зимаат или продуктите кои што ги зимаат не се со тој квалитет кој што тука го гледаме во моментот. Ни останува сега само да поделиме со тебе и реброто, печеницата. Ова ти како десертче. Локумот на крај, ратлукот. Ајде, веле. Ајде, веле, локумот да го поделиме. Не ти сметам. Немој само многу да ми ставаш големо парче. Да, ќе го изедо, немој. Дали ќе може да пробам? Доста. Така, доволен, таман. Потврдимо момент дека сме шалжи. Како вика своја стопјани ке додева соки тоа старо зелјанче, немој, па ние месевме сабајле јадевме веќе зелник дома. Извини, ти благодарам. Јас сум имал такво книгата не се грее. Јас сум имал такво искуство да се сретнам во ситуација да се сретнам со луѓе од Куманово и кумановци и тоа со припаднички на понижниот пол, ама така сум бил устрамен затоа што не сум знал што се клчени пиперки, зашто зелјанче, не зелјанче, туку зашто пита баница е направена у четвртасто плехче, а не у округло и вако седев и вако, неле Томче, викам, каде, викам, ама добро, па сега, тоа е тоа. Кога народ е шаливџија, ти треба да си ги припатиш, Така е. Значи, тоа што можеме да го приметаме дека затоа што седено во фурна, фурната е на дрва, значи месото се двои самото, при самото сецкање, значи можете да забележите дека има убава текстура внатре, а е убаво подготвено од надвор и дека на вкус е прекрасно, тоа што ви го кажав и претходно дека кога ќе земеш убаво подготвено јадење во фурна, мора секој пат да има еден слој на убаво сало или мрсно, бидејќи без него нема да се префали дел од сочноста на месото и при тоа месото ќе биде суво и нема да биде толку вкусно кога ќе го пробате. 10 до 12 часа седи во фурна. 10 до 12 часа. Значи тоа е феноменално. Епа ништо тогаш на 10 до 12 часа ребро во фурна, ние само може да ви кажеме нема да не чекате вие 10 до 12 часа за да може да ја завршиме оваа емисија. Ја тука ќе ви кажам дека нема да кажам збогум, ќе ви кажам дека тука го поручуваме изданието на саботна Колаче нешто. Ролаче? Колаче, благо. Колаче. И благо ќе лапнеме? Ке ти дам, си благо. Ајде, тоа нема завршување, не бича. Благо Не брзаме. Добре, да пробаме тогаш од реброто. Ја мислев ова е благото. Ова личи на благо. Ова е десертче, ова е десерт, ова е друг десерт. Добро. Ровко. Убаво. Како што треба. Добро, благодарам. Баклава со вишна. Тоа ти е посна варијанта на благо. Така. Тоа стане уште едно вако И стане. бабино колаче. Парено Тоа е колаче. парено колаче со оревче внатре. Оревче. А ова? Ова е смоква. Смоквиче. Ходи, тој ќе ги зема. Без смоку. И растици. Растица, леле. Браво.
секој убаво јадење и секој убаво приказна и секој убав настан и секој убаво дружење си има убава завршница, убав крај. Кога се убави луѓе во прашање, кога е секој пат убаво друштвото. Јас си поминав прекрасно благодарение на Тони, благодарение на националниот ресторан Меана Бабацана Корнер. Јас можам само да кажам дека од тука ќе си заминам со убави впечатоци, убави импресии и храната која што пробав ќе знам сега дека затоа што јас знаеш како мислев дека сето тоа што ги имам јадено во минатото како деца дека Мамотов со текот на времето вкусот ми се изменил, а не дека Мамотов е тоа се додавани адитиви работи дека го снемало се до тоа Мамотов, дека воопшто не постои на одредени места го има и дека тоа е реткост. И сега знам дека сето тоа што како вкусови сум имал како дете, дека е жива вистина, дека тоа функционира и постои Мамотов, дека го има кај вас, меѓутоа на другите места ако не е така вкусно, не е така убаво, не е така како што се го имале во вашето сеќавање од претходно, значи не е тоа, значи друго нешто има некоја друга работа, има нешто трето. Токму така и сега сосема за крај ќе пробаме од овие што се парените колачиња, баклавата со вишна, баклавата со мак, орасницата и се разбира парче смоква, сладко смокви, за да може да си го разблажиме крајот на денот и да си поминува нели убаво како што треба и како што доликува. Вас се поздравам, немој да заборавите дека ако нешто изгледа вкусно, изгледа прекрасно, каснете го. Ако нешто ви евоцира спомени на нешто што претходно ви останало во сеќавање, каснете го, не се секирате, не го мислете, може да ви после тоа споделите ги вкусовите со нас. Ако има некое место кај што не сме отишле, а би сакале да го посетиме, пишете ни. Facebook страната е Шопска шоу со Томче, Instagram профилот Шопска шоу со Томче, YouTube каналот Шопска шоу со Томче, а сега оставам во вештите раце на мојот колега Томче од студио кој што ќе ја приврши ова прекрасна емисија, ова прекрасно издание на Шопска шоу со Томче во Старо Нагоричани кај Тони на гости во Бабацана. А до следната недела, до следната нова гастроавантура, до новото доживување во Шопска шоу со Томче. Да не заборавите една работа, да не заборавите една работа. Каде вкусот има шоу? Во Шопска шоу со Томче на ниедно друго место. Ето го тоа, име живи. На здравје. Благодарам, ми беше задоволство. И кажам сега еден па не знам дали да ви го кажам тој вицот што е со која летале со ваквото или не, ама летал Алберт Ајнштајн со едно детенце од 10 години и мабетов прават мовет разговараат и Алберт Ајнштајн му вика на детето, вика, дете, сакаш ли вика да играме ја и ти вика една игра? Се не било мало детето, ама било во споредо со Алберт Ајнштајн, значи било помладо. И сакаш ли ти ја и ти да играме една игра? Вика, ајде кажи. Вика, вика, ја ќе ти поставам прашање, ако ти вика не го знаеш одговорот, мене ќе ми дадеш вика 50 денари. Ти ќе ми поставиш прашање, вика, ја ако не го знам одговорот, ќе ти дам вика 2000 денари. И вика, што збориш, вика, добро, може. И застануваат и Алберт Ајнштајн му постава прашање детево, нормално детево не го знае, му дава на Алберт Ајнштајн 50 денари. Доаѓа Алберт му вика, ајде сега вика ти постави прашање и ова што е детево вика, што е тоа вика што кога иде низ брдо нагоре вика иде на 2 нозе, кој ќе се стаса вика горе вика иде на 3 нозе, а назад се враќа вика на 4 нозе. Алберт го гледа, мисли вака, што викам, 15 минути, 20 минути, пола сат, ништо. И застанува, вика, добро, вика, дете, вика, што е тоа? Еве ти, вика, 2000 денари, вика, не знам. Не знаеш, вика, дај 2000 денари. Си земал детето 2000 денари. И се врти Алберт, вика, добро, вика, те прашам, што е тоа, вика, што иде, вика, 2 нозе вамо, 3 нозе вако, вика, 4 нозе, вика, надо. Детето извадило 50 денари, вика, не знам, ја, вика, еве ти. Не знам, ја, бе, брат, што мислиш, дека не ми текно да те збунам, не ме пепела да направам? Партал, Алберт Ајнштајн, па што? Па што?
Значи, ете, колку само да знаете дека не секој пат ако си вкусил многу јадења, па си направил историја позади себе како добар дегустатор, дека не може да ти изненади некој убаво и вкусно јадење кое што ги има во Македонија. Тоа, јас само ќе ви кажам, нема да забравите на социјалните мрежи Facebook, Instagram и се разбира YouTube, да не пратите, бидејќи и оваа недела за сите вас бесплатни се сите лајкови, заследи и запрати што ќе ги кликнете, бидејќи такви сме ние, добри, фини, расположени, сакаме да ви удоволиме, да едноставно да бидете расположени, весели, среќни. Нема да забравите на крајот од јуни имаме гивави, 15 луѓе кои што ќе бидат наши верни фанови, поддржувачи, пријатели или кои што не имаат заследено, оние кои што не имаат заследено на социјалната мрежа Facebook и Instagram, дека ќе влезат во наградната игра за, односно во големиот гивави, каде што на 15 од вас ќе дадеме 1000 денари пред завршетокот на сезоната, првата сезона од Шопска шоу со Томче, така да внимавајте, кликајте и бидете активни. И тоа, што да ви кажам друго, ако е нешто интересно и вкусно, го видите, ви личи убаво, тазе, со сите убави намирници, свежо, фрешко, кркнете го. И после тоа споделете ги вкусовите со нас. Ако сте отишли на некое место кое што ви оставило впечаток каде што има убава македонска храна, убаво подготвена и едноставно заслужува да биде дел од нашата емисија, пишете ни како предлог во порака на Facebook, на Instagram или каде што ќе не најдете на социјалните мрежи, пишете, јас на сите места одговарам и со сите си разговарам, нормално си правам овет, нема никаков проблем. А нема да забравите една интересна информација која што секој пат ви ја кажувам. Каде вкусот има шоу, на ниедно друго место освен во Шопска шоу со Томче. Токму така. Се гледаме ние следниот викенд во подеднак убава гастроавантура. Тоа како што помина колегата Томче во Бабацана, Корнер, национален ресторан Неана, не ќе да го коментирам затоа што ништо не донесе. Ништо не донесе. Ама следниот пат ќе видиме, следниот пат ја идам во прошутаната. Така, да се знае, сад ќе бидеш и ќе бидеш. Шопска шоу.